Светска банка во рамките на давање техничка поддршка на образованието во Македонија со цел градење систем за финансирање на високото образование и методологија за определување на цена на чинење по студент, започна работилница на која учествуваа министерот за образование и наука Никола Тодоров и експерти од европските земји. Ова последново, значи определувањето на цена на чинење по студент е работа која што долги години се зборува во Македонија, која што ја има започнато првиот министер во самостојна Македонија за наука, академик Ѓорѓе Ефремов, и меѓутоа поради краткото време не е завршена оваа работа и од тогаш натаму за ова само се говори, а ништо до сега се нема преземено. Затоа се одлучивме во соработка со Светска банка да работиме на градење на ваков модел за пресметување на цена на чинење по студент, што ќе овозможи многу постабилно, порационално и поразвојно фокусирано финансирање на високото образование. За развивањето на овој модел во Македонија потребен е подолг временски период, но како што тврди Тодоров, тој ќе биде целосно конзистентен со моделите кои функционираат во европските земји. Што се однесува до буџетите што ќе ги добиваат јавните универзитети во Македонија, треба да се пресметуваат според чинењето по студент во одредена област, што пак зависи од видот на студиите. За јавните универзитети, пред се говорам за она сума која што државата ја одделува од државниот буџет за финансирање на јавните универзитети, а определување на цена на чинење по студент е еден модел или определување на формула за тоа колку чини студирањето на еден студент во определена област, например колку чини студентот во општествени науки, колку чини студент во технички науки или колку чини студентот на економскиот факултет, колку чини на медицинскиот факултет, и врз основа на тоа определување на буџетите и буџетирањето на високообразованите, јавните високообразовани установи. Дали избраниот модел ќе може да влие на зголемување на партиципацијата или финансирањето на студентите, министерот не можеше да даде конкретен одговор и како што рече, во некои области може да се намали, а во некои да се зголеми финансирањето.